Почитувани колеги и пратениците од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија во текот на вчерашниот ден најавија, денеска утринава предложија во скратена постапка Закон за дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, кој што е закон идентичен како многу вакви закони кои што претходното парламентарно мнозинство ги носеше во различни периоди во постапка во Собранието на Република Македонија и со кој што овозможивме значително зголемување на пензиите на пензионерите во Република Македонија. Дозволете да посочам зошто го предлагаме овој закон во скратена постапка. Овој закон се однесува на пензиите на пензионерите од јануар месец 2018 година и предвидуваме 5% зголемување на масата за пензии во Република Македонија, која што дополнително линеарно треба да се подели помеѓу сите пензионери во Република Македонија на истиот начин како што правевме 7-8 години, 10 години наназад, за да може ова покачување на пензиите да биде вкалкулирано во буџетот за следната година, треба законот да се донесе по скратена постапка, заради тоа што веќе во октомври месец Собранието на Република Македонија треба да го разгледува буџетот на државата, а во текот на овој месец Министерството за финансии и владата на Република Македонија треба да достават буџетот до Собранието на Република Македонија. За да има време Министерството за финансии да го вкалкулира ова зголемување, потребно е овој закон да се донесе по скратена постапка. Што подразбира овој закон? Како што реков, заради тоа што прв пат оваа година пензионерите практично не добија зголемување на своите пензии, благодарение на променетата државна политика од страна на владата на СДСМ. Ние предлагаме Собранието да се надфрли над владата и Собранието повторно да донесе одлука за зголемување на пензиите во Република Македонија, онака како што носеше додека парламентарното мнозинство го сочинуваше ВМРО ДПМН и неговата коалиција. Сакам да потсетам дека за 10 години најниската пензија во Република Македонија благодарение на вакви закони беше зголемена од 4330 денари на 8895 денари, односно за цели 105,8%. Просечната пензија во Република Македонија беше зголемена од 7688 денари на 13754 денари, односно 79%. И највисоката пензија од 27606 денари беше зголемена на 37882 денари, односно 37,3%. Значи, најниските сме ги зголемиле за 105%, највисоките сме ги зголемиле за 37%, токму благодарение на нормативите кои што претходните парламенти ги носеа, а тие значат 5% зголемување на целокупната маса за пензии и нивна линеарна распределба на сите пензионери во Република Македонија. На тој начин сме им помогнале на сите пензионери, но најмногу сме им помогнале на пензионерите кои што имале најниски или пониски примања. Овој закон ќе биде спротивен на политиката на владата на Република Македонија, која што за оваа година одлучи да не оди со политика на вакво зголемување на пензиите, но, реков, Собранието има апсолутно право да донесе ваков закон и да го обврзи и Министерството за труд и социјална политика и Фондот за пензиско осигурување да го спроведат овој закон. Значи, почитувани колеги, како ќе гласа денеска Собранието, така пензионерите ќе добијат или нема да добијат зголемување на пензиите, онака како што десетина години наназад ги добиваа. Значи, коалицијата на ВМРО ДПМН има во моментот, по моја слободна проценка, 40 присутни пратеници. Доволно е само 10 пратеници од Социјалдемократскиот сојуз или од ДУИ да гласаат онака како што ние ќе гласаме и да овозможиме зголемување на пензиите за 5%. Доволно е, можеби, еве вака да извинат, но доволно е барем кандидатите за градоначалници од редот на пратениците на СДСМ, Богоев, Бочварски, Китев, Јаневски, Поцков. Доволно е тие пратеници да гласаат за предлогот на ВМРО ДПМН и да може да овозможиме скратена постапка
за зголемување на пензиите во Република Македонија. Доколку ВМРО ДПМН останеше на власт во Република Македонија, овој закон веќе ќе беше донесен. Заради тоа што ова беше наше изборно ветување како дел од програмата со која што настапивме пред граѓаните. За жал, благодарение на политичките комбинаторики и политичките договори помеѓу СДСМ и останатите политички партии во ова собрание, денеска власт е Социјалдемократскиот сојуз, ДУИ и Алијанса за албанците. И од нив, во досегашната практика на работа, видовме дека немаат намера да ги зголемат пензиите, како влада. Но повторувам, доколку собранието се надфрли над владата, тогаш ќе биде јасно дека собранието може да донесе одлука за зголемување на пензии. Денеска, почитувани колеги, од вас зависи дали пензионерите во Република Македонија ќе добијат зголемени пензии. Тоа исто така ќе ги продолжи политиките на претходната влада во сегментот на зголемување на пензиите, но ќе ги продолжи и политиките кои што значеа банјска климатска рекреација за огромен број на пензионери, бесплатни туристички викенди за пензионери, отварање на дневни центри за пензионери, изградба на приватни домови за стари лица со поддршка од државата, подобрување на условите во домовите за стари лица, реконструкција на пензионерските домови, бесплатен јавен превоз за пензионерите во градскиот сообраќај во Скопје, но и во многу други градови во Република Македонија каде што постои јавен превоз. Затоа, почитувани колеги од СДСМ, почитувани колеги од ДУИ, почитувани колеги од Алијанса за албанците, но и почитувани колеги од Движењето БЕС. Ова е еден од законите кои што ВМРО ДПМН и коалицијата ги предлага, а се составен дел на програмата на ВМРО ДПМН. Новите закони се закони кои што ќе допринесат директна, конкретна и прецизна помош за огромен број, во случајов околу 300.000 пензионери, наши баби, наши дедовци, наши чичковци, наши комшии, наши постари пријатели. Затоа, обврската во овој момент не е на владата, обврската во овој момент не е на министерот за труд и социјална политика, на премиерот или на вице-премиерите. Дали пензионерите ќе добијат зголемени пензии, во овој момент зависи од партиска и политичка одлука на пратеничката група на СДСМ и нивните коалициони партнери. ЛДП, НСДП, ДОМ, партијата на пензионерите која што има свој пратеник овде, ДУИ, Алијанса на албанците, РДК, Унитети, БЕСА и така натаму и така натаму. Јас се надевам дека ова собрание ќе има сила да се надфрли над партиските поделби, ќе има сила да разбере дека овој закон е добар закон, без разлика што го предлага ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, и со гласање за овој закон, прво сега за гласање за ставање на дневен ред, потоа во текот на денот се надеваме со гласање за да се усвои законот, доколку има политичка волја, да донесем одлука пензионерите во Република Македонија, она што не го добија со минатите две пензии, кога им бешеускратено правото на зголемена пензија, конечно да го добијат со пензијата од месец јануари. Ви благодарам, господине Џафери, благодарам на колегите.